Добар ден, почитувани гледачи, го следите дневникот на К3 телевизија. Председателот на Собранието Трајко Велјановски го потпиша решението за распишување предвремени парламентарни избори на 5 јуни. Решението е доставено до Државната изборна комисија на Република Македонија како орган за спроведување на изборите и до Министерството за правда и Министерството за надворешни работи. Врз основа на моите уставни и законски надлежности, согласно одлуката за распуштање на Собранието, денес го потпишав решението за распишување предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат на 5 јуни 2016 година. Решението за распишување на изборите го доставив до Државната изборна комисија на Република Македонија како орган за спроведување на изборите, до Министерството за правда и Министерството за надворешни работи, се вели во соопштението испратено до медиумите. Вчера лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека се надева дека Велјановски нема да ги распише изборите, зашто се уште не се создадени услови за тие да бидат легални. Тој повика Државната изборна комисија да каже дали може да стаса до прочистување на избирачкиот список до изборите, но одговор од ова тело засега нема. Председателот на ДИК Александар Чичаковски пред неколку дена рече дека нема да го потпише списокот ако остане и еден сомнителен гласач. Да не ги распишува изборите вчера го повика и 84 невладини организации од Македонија со отворено писмо до највисоки функционери и тела на Европската унија. Побараа да се преиспита одлуката за одржување избори на 5 јуни, да се свика повторно собранието, а председателот Иванов да ја повлече одлуката за аболиција и да си поднесе одставка. ВМРО ДПМН пак предложи 4 најголеми политички партии да испратат писмо до Иванов. Во соопштението испратено од партијата се вели: одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов не е во согласно со заложбите на ВМРО ДПМН. Нашиот став е јасен. Секој што направил криминал треба да одговара. Од тие причини ВМРО ДПМН денеска ќе предложи да биде испратено писмо до председателот Иванов, подпишано од 4 најголеми политички партии со барање да биде преиспитана одлуката за прекинување на кривичните постапки. ВМРО ДПМН предложи до 4 најголеми политички партии да испратат писмо до Иванов за преиспитување на неговата одлука. Инаку околу 20.000 граѓани вчера попладне се приклучија на протестот организиран од граѓанското движење за одбрана на Македонија против аболиција на опозицијскиот лидер Зоран Заев и екс-разузнавачот Зоран Верушевски. Протестите се закажани за вечерва. ВМРО ДПМН ќе предложи до 4 најголеми политички партии да испратат писмо до Иванов за преиспитување на неговата одлука, се вели во соопштението испратено од партијата. Одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов не е во согласно со заложбите на ВМРО ДПМН. Нашиот став е јасен, секој што направил криминал треба да одговара. Од тие причини ВМРО ДПМН денеска ќе предложи да биде испратено писмо до председателот Иванов, подпишано од 4 најголеми политички партии, со барање да биде преиспитана одлуката за прекинување на кривичните постапки. Во текот на денот ВМРО ДПМН ќе стапи во контакт со останатите 3 партии, при што ќе им го понуди предлогот. Инаку околу 20.000 граѓани вчера попладне се приклучија на протестот организиран од граѓанското движење за одбрана на Македонија против аболицијата на опозицијскиот лидер Зоран Заев и екс-разузнавачот Зоран Верушевски. Граѓаните се против Заев и Верушевски, за кои велат дека ја уништиле Македонија, работат за туѓ интерес и промена на името, нема да дозволат да бидат наказнети за злоделата и мрачните сценарија кои ги спроведуваат во татковината. За нас Македонија е светост, за нас Македонија е се што имаме. Ние не можеме да прифатиме да ја урнисаат, беше порачано на мирниот протест. Наместо насилство, како на протестот организиран од СДСМ, на протестот на ГДОМ, се пееа македонски патриотски песни. Мирно и достоинствено народот застана за тоа да има избори на 5 јуни, но не се согласуваа со аболицијата на Заев и Верушевски. Повторно протести се закажани за вечерва. Инаку во текот на вчерашните протести беа нападнати медиумите Радио Слободна Македонија и Република, организирани од СДСМ и Сорос, како и нападот на неколку фоторепортери. Од Македонската асоциација на новинари апелираат дека никој не смее да ги попречува представниците на медиумите во вршење на својата работа и преку писмено соопштение најстрого осудија инцидентот. Македонската православна црква во однос на случувањата во земјата повика на воздржување од дејства која загрозуваат државата и безбедноста на луѓето, а до политичарите, партиите и институциите апелира да го покажат своето родолюбие и конечно да се договорат во духот на правдолюбието за доброто на сите. Во деновите на Великденскиот пост, периодот кој од Бога е даден за особено стекнување на добродетелите што треба да го красат секој човек, а за отргнување од лоши дела и постапки,
Македонската православна црква повикува на смирение, добра волја и меѓусебна љубов. Повикува на воздржување од дејства кои што ја загрозуваат државната и безбедноста на луѓето, на домот, семејството, на сите воопшто. Во оваа насока и свештенослужителите од МПЦ од Кумановско-Осоговската епархија ги повикаа верниците од градот да бидат дел од вечерно бдение од 22 часот во Света Тројца. Ке служи нашиот митрополит Кумановско-Осоговски господин Јосиф во служение со свештениците и верниот народ ќе биде присутен секако. Бдението всушност представува една подолга богослужба. Вечерните, утринските и литургијата се на едно место, за да може човекот да има време од овој световен метеж будно да ги согледа и моментите на богослужението, моментите на својата душа, посебно човекот ако пости. Меѓутоа, ова бдение дава една можност човекот подобро да се запознае со себе си и со верата во Бога. Не смееме да дозволиме државата, нашиот заеднички простор, да стане собственост на оние чии што интереси се содруваат на улиците, во институциите, низ населените места, вели отец Игор. За разлика од случувањата што денеска ги слушаме по телевизиите, протести и контрапротести, јас би ги повикал луѓето на нешто сосема друго. Затоа што ако почнеме од поголемо кон помало, а тоа е дека на нашата татковина душата и е народот, народот пак е составен од личности кои што носат вечна душа, од Бога создадена, јас денеска би ги повикал да дојдат таа душа од помалото кон поголемото да почнат да ја исцелуваат, што значи и душата на нашата татковина. Би ги повикал и младите, кои што некогаш им е проблем да станат од сабајле на литургија, а и да направат паралела помеѓу излегување во дискотека во ноќните часови, самите да заклучат крајот на бдението какви чувства носи и крајот на едно исцрпувачко ноќно забавување какви чувства носи кога ќе се вратиме дома. Само заедно, сплотени и единствени, достојно ќе го дочекаме најголемиот христијански празник Великден, заклучи отец Игор. Над 870 лица од општините Куманово и Старо Нагоричане се вработиле преку проектот Македонија вработува. Станува збор за вработување во микро и мали предпријатија кои се занимаваат со трговска и услужна дејност, но и во средните компании. Претходно со проектот вработување на млади лица до 29 години во Кумановскиот центар за вработување се вработија 661 лице. Вкупно со двата проекти во Куманово се вработени 1535 лица. Проектот Македонија вработува се бориме за секое работно место заврши денеска, беше најавен од страна на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во март 2015 година на митингот во Битола. Овој проект за една година донесе 18.923 вработувања. Заврши проектот Македонија вработува, кој значително допринесе во намалување на невработеноста во Република Македонија. Вчера беше последниот ден од рокот кога работодавачите може да аплицираат за да ги искористат поволностите од овој пакет мерки. Овој проект помогна на 10.140 компании да отворат 18.923 нови работни места. Овој проект беше надградба на мерката ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување на млади лица до 29 години, кој беше воведен во 2014 година и преку кој посебно се постигнаа 12.800 вработувања. Проектот Македонија вработува беше најавен како проект кој треба да направи придвижување на економијата, забрзано отворање и создавање нови работни места во приватниот сектор и со кој се овозможи олеснително и повластено вработување на неколку групи на невработени граѓани и огромен опфат на невработени граѓани кои ги исполнуваат условите и кои полесно и побрзо ќе стигнат до вработување и работно место, до редовна плата и до подобар и поквалитетен живот. Пакетот мерки беше широко поддржан од Економско-социјалниот совет, од стручната јавност и од работодавачите. Проектот Македонија вработува е само дел од системските мерки на владата на Република Македонија за намалување на невработеноста. Како резултат на сите политики, невработеноста е намалена од 38% во 2006 година на 24,6%. Според официјални извори, отворени се 150.000 работни места изминатите 8 години.
Во тек се подготовките за детско катче наменето за деца бегалци во транзитно-прифатниот центар Табановце. Катчето ќе се состои од лизгалки, клацкалки и се што е потребно за да им се обезбедат барем дел од основните услови кои им се потребни. Во транзитниот центар во Табановце во подготовка е детско катче. Станува збор за одлука која што е донесена на седницата на главниот штаб. За децата ќе има околу 400 квадратни метри тампониран, бекатонизиран простор кој ќе биде наменет за детски игри. Инаку деновиве во посета на транзитниот центар Табановце беше делегација на СОС Детско село, кои се запознаа со состојбата на децата бегалци кои се сместени таму. СОС Детско село од Македонија во моментов дистрибуира бебешка храна, пелени како и хигиенски средства, а исто така имаат обезбедено игротека во склоп на самиот камп. Во моментов бројката во транзитниот центар е 923 мигранти кои се во исчекување на она што ќе се случува со нив понатаму. Североисточниот плански регион тргна со изготвување на стратегија за иновации со помош на Министерството за локална самоуправа на Република Македонија со поддршка од Фондот за иновации и технолошки развој, Германското друштво за меѓународна соработка и Швајцарската агенција. Во оваа насока во Куманово се одржа трибина на која учество покрај организаторите зедоа луѓе од бизнис секторот, образованието и културата со цел да предложат проектни идеи кои што ќе ја динамизираат врската со бизнис заедницата како клучен играч во поттикнувањето на регионалниот економски развој. Следејќи идејата и визијата да им се овозможи на амбициозните претприемачи од регионот да ги надградат и усовршат своите вештини, да ја развиваат својата креативност и иновативност, официјално тргна подготовката на регионалната стратегија. Станува збор не само за подготовка на документи, туку веќе се обезбедени средства за реализација на 1 до 2 мерки по плански регион од страна на донаторот ГИЗ во соработка со Министерството. Ovo je aktivnost, znači jedna работилница за креирање на стратегија за регионални иновативни проекти за регионот. Целта е, значи, регионите да бидат поефикасни во креирање и после тоа и на имплементација на проектите. Ние како ГИС Life Plus програма, значи ги поддржуваме сите региони и во оваа рамка центрите за регионален развој и сите други регионални партнери за да се наоѓаат и да се идентифицираат заедничка соработка во доменот на регионалниот развој. Стручните соработници истакнуваат дека ќе биде воспоставен бизнис центар во рамки на Центарот за развој на Североисточниот плански регион, чија улога беше да го организира информативно-едукативниот настан и да подготви низа на потребни документи за развој, како што се водичи за привлекување на странски инвеститори, програми за поддршка на мали и средни предпријатија. Ова е, значи, прва работилница. Целта е да се вклучат бизнис секторот, академскиот сектор и нормално регионалната и локалната управа, значи локалните самоуправи кои што се во регионот, да помогнат, значи, да се креира таа иновацијска стратегија врз база на паметна специјализација, значи да најдеме неколку приоритетни области кои што може регионот да ги имплементира и по имплементација да веќе се почувствува одредна разлика на полето на иновации. Ишутевски нагласи дека во наредниот период ќе се фокусираат повеќе да ги запознаат предпријатијата во регионот со активностите, да ги мотивираат да аплицираат за средства во фондот и да ги насочат согласно приоритетите и компаративната предност на Североисточниот плански регион. Овие средби кои што се организираат за регионот се многу добри и компаниите треба да ги искористат. И јас ги потикнувам младите, затоа што јас се основав компанијата на 18 години, да не се плашат и да основаат своја компанија и секако да бидат лидер на пазарот во Македонија. Креативноста ја разбирам како процес, значи да се развие креативност во едно општество треба да постојат за вклучување сите чинители. Значи оваа акција баш ја поддржувам пошто е иницијатива баш за таков дел. Значи во една средина која што е североисточен регион кој што е најнеразвиен моментално во Македонија, баш да се почне од почетокот, тоест од креативноста, тоест како да дојдеме до идеи да се развие, нели, целиот региони и нели да се направи напредок во општеството. Фондот за иновации на Република Македонија обезбеди 2,65 милиона евра за оваа година за поттикнување на иновативноста на сите предпријатија и сектори во Македонија без да ги таргетира по региони. Овој настане дополнителен прогрес во насока на стратешки пристап на регионално ниво, чија цел е сите релевантни чинители да бидат вклучени во процесот на иновации и за да има што поголема дисперзија на национално ниво. Минатата година преку Фондот за иновации се доделени 1,3 милиони евра.
Околу 20 килограми марихуана се запленети на граничниот премин Табановце, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Така што денот на управата, освен со свечена церемонија, беше збогатен и со голема заплена. Околу 22 килограми марихуана се запленети на граничниот премин Табановце, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Така да денот на управата, освен со свечена церемонија, беше збогатен и со голема заплена. Инаку царинските службеници од Оделението за оперативни работи во соработка со Министерството за внатрешни работи на 14 април 2016 година на граничниот премин Табановце на излез од Република Македонија селектирале за контрола патничко моторно возило со бугарски регистарски ознаки, управувано од бугарски државјанин. При детални контроли на возилото со помош на царинско куче во долниот дел од возилото, кај резервната гума, во резервната гума, под предните калници, во вратата од багажникот и под пластиките од задните седишта, пронајдени се 40 опаковки обвиткани со лепливи траки и алуминиумска фолија. Опаковките биле исполнети со зелена тревкаста материја. По извршеното мерење и тестирање со тестер за дрога, констатирано е дека се работи за околу 22 килограми марихуана. Откриената дрога и лицето се предадени на Министерството за внатрешни работи за понатамошна постапка. Во Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев, Сдруженијето за наука и култура Парадигма пред публиката го промовираше 50-тиот број на списанието Корени, посветено на Кумановската кафејана во 20 век. Со овој број се одбележуваат 14 години од постоењето на списанието, во кое што објавуваа преку 600 соработници од земјава и од странство, за што придонесува и членството на списанието во Европската мрежа на списанија. Димитар Масевски, публицист и издавач на Корени, подсети на промоцијата на првиот двоброј на списанието, додавајќи дека Корени придонело за развој на литературата во градот. Ние некаде пред 15 години, точно во ова сала, на ова место, на овој подиум, имавме отварање, свечено промовирање првиот двоброј на списанието Корени 1 и 2. Се сеќавам Венко Андоновски, Сашо Прокопиев беа кој го промовира. После 15 години го правиме овде 50-тиот број. Мислам, финалето на тој проектот, со оглед дека Корени више да функционира како што функционираше, нема да може. Може инцидентно по некој број да се јава, меѓутоа не со она ритм и динамика што го имаше во изминатиот период. За овие 15 години, сите знаете дека стори многу за развој на литературата во овој град, анимира многу луѓе, го афирмира Куманово. Маја Јакимовска-Тошич, промотор и универзитетски професор на промоцијата, истакна дека јубилејниот број е посветен на значаен објект и за урбаното и етно живењето на градот Куманово, на Кумановската кафејана. Дава се на знање и на оние с имање и на оние с немање. Отвори се ново капанче куде чешну карши станче. За тој дизам галану да удру рекламу. У кафанче куде роску, месо без воску, ракија без воду, винце со соду, салата од лукче, чукана с чукче. Има пиво, колачи, воза, свирив и свирачи. Она што сакам посебно да го истакнам е тоа и дека практично иницијаторскиот одбор за оформување на списанието Корени заседавал најнапред во 2002 година и тоа во култната сладкарница Пчела, каде што и се формира првиот одбор и веќе 14 години списанието Корени е на нашиот публицистички, да кажам, пазар. Опфатен е и периодот во кој се афирмираат познатите ресторани, хотели, првите кафетерии, култни места, се до денешните облици на угостителството. На промоцијата беше доделено и признанието од редакцијата на авторот Фахри Каја за развојот на есеот и афирмација на македонската и турската литература и наградите од конкурсот Мартовски есеј, на кој лауреат е Христо Петровски.
По повод патрон празникот на Средното општинско училиште Ѓорче Петров открива Паланка, вчера вечер во Националната установа Центар за култура членовите на драмската секција ја изведоа театарската представа Тартив од Молиер. Сцената во Кривопаланичкиот дом на култура беше место каде средношколците од гимназијата Ѓорче Петров со својот актерски талент ја донесоа представата Тартив, најпознатото дело на Молиер. Традиционално членовите на драмската секција и годинава по повод патрон празникот на училиштето, кој се одбележува на 15 април, се представија со театарска изведба под менторство на своите професорки по македонски јазик Лиле Стојановска и Жаклина Цековска. Младите актери не ги криеа позитивните впечатоци од премиерата на Тартив, која ја работела неколку месеци. Презадоволни сме од оваа представа, се спремавме долго време, но сето тоа беше успешно и многу сме задоволни. По повод патрон празникот ја спремавме оваа драма под менторство на Лиле Стојановска и Жаклина Цековска. Мојата улога беше премногу комплицирана. Глумев различни ликови, различен вид на сценарија и премногу се подготвував за оваа улога. Сите што сме од тимот сме презадоволни од оваа представа, заедно со професорките. Комедијата, која истовремено е и мюзикал, се смета за едно од најубавите дела во светската книжевност, а го обработува лицемерието како вечно актуелна тема. И професорките во улога на режисери, задоволни од изведбата, најавуваат дека представата ќе живее и во иднина, бидејќи носи голема уметничка порака. Многу сум задоволна и искрена да бидам. Еве сега за овие 15 на минути откако заврши премиерата, колку што успеав да слушнам во одушевување од колешките и колегите и дел од публиката што ни честита, значи сите биле презадоволни. Мислам дека успеавме да ја представиме комедијата Тартив во најоригинално светло, бидејќи ова беше сепак мюзикал на некој начин, затоа што имаше елементи и од комедијата и елементи од мюзикал. Мислам дека прекрасна беше премиерата. Денес гимназијата може да се пофали со современа, ефикасна и квалитетна настава, приспособена според потребите и интересите на учениците, како и забележително унапредување на инфраструктурата. Учениците од Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони од Куманово беа прогласени за најновативни ученици на 8-миот интернационален фестивал Наук није баук во Ниш. Ова е големо признание за младите новатори кои во иднина може да ги развијат своите идеи и да ги пласираат на пазарот. Младите иноватори од Техничкото училиште Наце Буѓони од Куманово со своите изработки го освоија Балканот. На интернационалниот сајам на иновации Наук није баук, кој се одржа на 1 и 2 април во Ниш, Република Србија, учествуваа 10 ученика предводени од тројца ментори. Професорката по група машински предмети Катерина Ѓоргиевска рече дека ова е 6-то учество на ученици од Наце Буѓони, а нивниот штанд годинава е прогласен за најиновативен. Сајмот прима учесници од целиот балкански регион и се изложуваат сите иновативни трудови од науката и технологијата, кои што нели би можеле да земат учество таму. Ние се представивме со сите три струки кои што се присутни тука во училиштето, од машинска струка, од електротехничка струка и од медицинска струка. Поставката која што имавме таму и трудовите кои што беа изложени, веќе неколку години поред имаат освојувано видни места на различни надпревари тука во Македонија. На сајмот Наце Буѓони се представи со 8 трудови, како 3D холограм, автоматска мешалка на бои, Сигвеј балансер, мини милионер квиз, микс од чаеви против хипертензија и хипергликемија и други. Учениците образложија дел од иновативните изработки. Јас сум Милан Поволски, 4-та година и сум во струка електротехничар и енергетичар. Овој проект е автоматско мешање на бои преку PLC контролер со проводачки дел и извршен дел. Извршниот дел се состои од 4 сала со 3 основни бои и еден во кој имаме чиста вода. Имаме пумпи за повлекување на боите, сала во кој ги мешаме боите.
Потоа имаме чаша во која го добиваме готовиот производ. По трзање на чашата протекува чистата вода, водата оди во садот во боите, го мие садот и оди во отпадната канта. Потоа имаме упровачки дел кој имаме со 6 тастери, со 3 основни бои и 3 кои можеме да ги измешаме боите. Овој програм е направен во ледер диаграм преку пејаца со 8 влеза и 6 излеза. Јас сум Ангела Александровска, учам во Средно техничко училиште Наце Боѓони, здравствена струка и сум 4-та година. Моите соученици и јас постојано правиме истражувања од областа на здравствена струка и на различни акции за мерење на хипертензија и за мерење на гликемија, па така мојот труд беше поттикнат од таа идеја и од тие истражувања и се представивме со комбинација од чаеви кои што ги представивме. Имавме коприва, имавме бело подабиче и други комбинации кои беа за намалување на шеќер, на нивото на шеќер во крвта, и имавме чаеви за невен, маточина и глок, кои што заедно со други комбинации кои што беа за намалување на хипертензија. Автоматската мешалка може да се користи и за фузија на течности, пијалаци и останати соединенија и според младиот иноватор Поповски може да се примени во угостителството. На годинашниот саем Наук nije Баук имаше рекорден број учесници и тоа околу 1200 од Србија, Австрија, Словенија, Македонија и Црна Гора. Покрај учениците од Техничкото училиште Наце Боѓони, Македонија ја представуваа и гимназијалците од Гоце Делчев Куманово. Ова е големо признание за младите иноватори кои во иднина можат да ги развијат своите идеи и да ги пласираат на пазарот. Најмалку 9 лица загинаа, 950 се повредени во земјотресите во Јапонија. Европската полиција регистрираше пораст на хакерските програми во банкоматите. Северна Кореја неуспешно тестираше ракети. Ова се вестите од светот. Најмалку 9 лица загинаа, 950 се повредени во неколку потреси со интензитет од 6,5 степени според Рихтеровата скала, кои го погодија југозападот на Јапонија. Земјотресот предизвика и голема штета, а десетици илјади луѓе ги напуштија своите домови. Потресот се случил во област каде што се наоѓаат неколку нуклеарни реактори, а тие се неоштетени. Стотина лица се повредени во префектурата Кумамото и на други места на островот Кјушу. Евакуирани се 44.000 лица од Кумамото, што се наоѓа на 900 километри југозападно од Токио. Најмалку 19 куќи се урнале и избиле повеќе пожари, соопштуваат спасувачките служби и локалните власти. Во 9 часа по првичниот потрес следеле околу 100 вторични потреси со интензитет помеѓу 3,3 и 6,4 степени. Европската полиција Европол предупреди дека регистрирала значителен пораст на бројот на хакерски програми во системите на банкоматите, кои може да ги доведат во опасност сите корисници на овие апарати. Според Европол, хакерите изработиле посебни софистицирани програми со кои провалуваат во банкоматите, па затоа повеќе не мора да ги користат традиционалните методи за кражба на пари. Нападите врз софтверскиот дел на банкоматите представуваат се поголема закана. Во светот постојат над 3 милиони банкомати, од кои годишно се подигнуваат околу 8,6 милиарди евра. Северна Кореја изврши тестирање на проектили во близина на незиниот источен брег, но лансирањето се чини не успеа, изјавија американските и јужнокорејските официјални представници. Ракетата се уште не е идентификувана, но најверојатно станува збор за претходно нетестиран балистички проектил со среден дострел Мусудан, пренесува британски BBC. Лансирањето се совпаднало со родинденот на севернокорејскиот лидер Ким Ил Сунг. Ова се случува во време на зголемени тензии на Корејскиот полуостров. Чешките власти повеќе не сакаат официјалното име на земјата, која многу држави ја нарекуваат Чешка република, да биде несоодветно кратено и изобличувано и ке бараат од Обединетите нации да биде регистрирана поедноставена форма на незиниот назив, која официјално ќе се користи во сите земји. Министерството за надворешни работи ке побара од Обединетите нации да ги впише во регистрите правилните еквиваленти на името на земјата на официјалните јазици: Чехија на англиски, Чеки на француски и така натаму. Се вели во заедничкото соопштение на претседателот, премиерот, министрите за надворешни работи и за одбрана и претседателите на двата дома на парламентот на Чешка. Меѓутоа се јавуваат и противници на употребата на кратката форма на името на Чешка, меѓу кои и министерката за регионален развој Карла Шлехтова. Не се согласувам со името Чешка, не сакам да не мешаат со Чеченија, напишала Шлехтова на Твитер.
Женската кошаркарска репрезентација на Македонија за нов селектор го назначи српскиот тренер Драган Раца на седницата на управниот одбор. Српскиот тренер Драган Раца е нов селектор на кошаркарската репрезентација на Македонија во женска конкуренција. Ова одлука е донесена на состанокот на управниот одбор на Македонската кошаркарска федерација. Станува збор за релативно анонимен тренер, барем за оние што не се баш премногу упатени во кошаркарските случувања. Тој најголем дел од кариерата ја минал во кошаркарски далеку понеразвениот од нас Кипар. За себе има селекторско искуство и тоа на кипарската клупа, како и на националната селекција на Либан. Раца има 55 години, а тренерската кариера ја почна во 2002 година во кипарски АЕЛ, каде што работел до 2005 година, а се вратил и во 2009 година, а има работено и во кипарски АПОЕЛ, грчки Раклис, либански Сагесе, како и кинеските Гуангжу и Джон Кинг. Договорот е на 2 години, со тоа што втората година е условена со менување на септемвриските квалификации за Европското првенство 2017 година, во која Македонија е во група со Велика Британија, Луксембург и Унгарија. Членовите на Кривопаланичкиот карате клуб Шампион не запираат да нижат успеси и да собираат медали на етаблирани меѓународни и домашни турнири. Престолнината беше домакин на државното првенство во карате за кадети, кое што беше изборно за пласман на Балканското првенство, кое што ќе се одржи во Србија. Кривопаланичката карате експедиција броела 5 шампиони, а од нив 4 обезбедија пласман на Балканското првенство. Можам да се похвалам дека 4 наши надпреварувачи обезбедија пласман, во првите тројца, освоиме 2 финалиња, 2 деца беа второпласирани, 2 беа третопласирани. Вкупно 4 надпреварувачи обезбедија пласман за престолното Балканско првенство, кое се одржи на крајот на месецот во Ниш, Република Србија, која е исто за овие за категоријата 11 до 14 години. Посебно радува фактот што боите на клубското знаме на татамите успешно ги одбранија најмладите каратисти во кати и борби. Поразговаравме со шампионите кои што посветено ги учат тајните на древната јапонска боречка вештина. Сара, кажи ти што можеш да се пофалиш од викендов, обезбеди пласман за што? За второ место имав на државниот, сега одам на Балканско. На Балканско првенство обезбеди место. Во која категорија се бориш ти, дали кати, дали борби? Во борби. Кажи ми, тешко ли беше? Не. Јас бев во Скопје на турнир, освоив второ место во борби, во кати изгубив. Добро. Со ова дали обезбеди пласман за некој друго надпреварување? Да, обезбедив за Балканското првенство. И какви ти се очекувањата од Балканското, ќе биде ли интересно? Ќе биде, мислам, имам многу деца од други држави. Добро. Тешко ли беше да се обезбеди пласманот? Требаше да се помочиш? Па не беше многу тешко, ама пак. Ќе се подготвуваш за некако поинаку, ќе тренираш повредно за Балканско? Да, ќе тренирам многу повредно за да освоиме нешто и на Балканското. Прв пат ли учествуваш на државно и прв пат ли обезбеди пласман за едно вакво? Да, ова беше моето прво државно. Со освои всушност кое место дали во кати? Трето место во борби. Во борби. Дали ти сега некако поинаку се подготвуваш или вообичаено како и претходно, зашто ова е се вообичаено планираме да почнеме и поредовно. Поинтензивно да се. Поинтензивно. Дали беше тешко да се обезбеди пласманот и кои ти се очекувањата? Беше, сепак имав 3 борби, првата изгубив, првата ја победив, втората ја изгубив, а третата ми беше за трето место и ја победив. Христовски е задоволен од успесите на младите, како и да е со вредна работа ветува бројни радости. Секоја борба, секоја поминато коло на Балканското е голем успех со оглед на пласман успех. Да, сега пласманот во репрезентацијата, а се носи државната тренерка, значи е голем успех, а тоа секоја нова победа на Балканското првенство, значи носи и критериумски бодови кои потоа се пренесуваат за екипирањето на репрезентацијата која ќе настапи на Европското првенство. Предводени од најстакнатите изданоци на локалната карате школа Жарко Ангеловски и Стевче Христовски, младите кривопаланчани продолжуваат постапките на поискусните балкански медалисти Марија Спасовска и Кристијан Станковски. Во фудбалската лига на Европа се одиграа реванш мечевите од четвртфиналето, а пласман во полуфиналето обезбедија 2 екипи од Шпанија и по една од Украина и од Англија. Во кошаркарската Евролига екипите на Фенербахче и ЦСКА Москва поведоа со 2-0, откако славеа победи над Реал Мадрид и Црвена звезда. По Лигата на шампиони понудите сите полуфиналисти во Лига на Европа. Најмногу внимание привлече реваншот дуел помеѓу Ливерпул и Борусија Дортмунд на Енфилд. Првиот напред во Германија заврши без победник 1:1.
Гостинскиот тим беше на прагот на пласа во полуфиналето, но на крајот мора да се помири со елиминацијата. Ливерпул од 1:3 со целосен пресврт успеа да стигне до победа од 4:3. Во првите 9 минути на преворот Дортмунд веќе имаше водство од 2:0. Михтарјан во 5-та минута го постигна првиот гол, додека Обамејанг 4 минути подоста беше прецизен за двојната предност на гостите. На почетокот на второто полувреме Ориги намали на 1:2, пошто следуваше ново статише на Енфилд, кога во 57-та минута Ројс постигна гол за високи 1:3, пошто изгледаше дека е ставена точка на овој напревар. Но Ливерпул не мислеше така. 9 минути подоста Кутињо намали на 2:3, а надежта целосно беше вратена по изравнувачкиот гол на Сако во 78-та минута. Неизвестноста траеше до самиот крај, кога во судиското продолжение Ловрен се најде на вистинското место по центар шутот на Милнер и создаде еуфорија на трибините на Енфилд Роу. Ливерпул победи со 4:3 и се пласираше во полуфиналето на Лигата на Европа. Во другите мечеви, покрај Ливерпул пасано успеа да обезбедат и екипите на Вилјареал, Севилја и Шахтер. Во кошаркарската Евролига вчера се одигра интересни напревари. Во првиот напрев во Москва екипата на ЦСКА со многу тешки маки успеа да обезбеди победа, иако и гостите имаа шанса во финишот на мечот. Во првото полувреме екипите се менува во водство, а ЦСКА не успеа да пронајде вистински ритам. Иста ситуација има во вториот дел, кога Црвена звезда ја имаше победата во своји раце. Имено на 20 секунди пред крајот, белграѓаните го има последниот напад преку Јович, кој во решавачките моменти направи грешка, со што Црвена звезда пропушти шанса да направи голема сензација. Во рускиот шампион одличен беше Карл Хајнц со 20 поени, додека во Црвена звезда се истекна Јович со 17 кошеви. Во вториот меч во Истанбул европскиот шампион Реал беше понижен од екипата на Фенербахче. Играта што ја прикажа домаќините во првото полувреме беше на највисоко ниво и практично во тој дел од мечот беше решен победникот. Домаќинот беше мощно ефикасен во нападот, а фуриозната игра му возможи убедливо водство во првото полувреме. Во вториот период идентична слика на теренот. Домаќините продолжија во стил и во еден момент направија над 30 кошеви разлика. Во секој случај со ваква игра екипата на Фенербахче сериозно ја истакнува кандидатурата за европски шампион. Во мечот нашиот Перантич имаше одличен учинок од 9 поени и 8 скокови, а најефикасни во Фенербахче беа Удо со 18, Калинич со 17 и Богдановиќ со 16 кошеви. Се очекува интересна завршница во фудбалската лига на шампиони. Во шпанско-германската преспетка Атлетико Мадрид силно мотивиран ќе влезе во овој напревар со желба да помине уште една голема пречка на патот до финалето. Бајерн во изминатиот период бележи мал пад во формата, но тоа не мора да значи ништо кога се во прашање германците. Во секој случај, на овој месец се очекува голема борба, а шансите се речиси израмнети, кој ќе се пласира во големото финале. Во второто полуфинале на Мегдан ќе излезат Сити и Реал Мадрид. Исто така очекувањето се дека и оваа двојка ќе биде интересна и неизвестна околу конечниот победник. Големото финале во фудбалската лига на шампиони ќе се одржи во Милан. Во Лига на Европа двојките во полуфиналето се Ливерпул Вилјареал и Севилја Шахтер. Во Македонија денеска ќе имаме претежно сончево и ветровито време. Ќе дува умерен, повремено заселен ветер од северозападен правец, кој ќе го промени правецот во југоисточен. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието, пријатно.